Продолжува судскиот процес за обвинетите за случајот Диво населје. Адвокатите на одбраната ги изнесоа своите воведни говори, а обвинетите тврдат дека не се терористи и не се чувствуваат виновни за делата за кои што се товарат. Според одбраната, правната квалификација тероризам не може да опстои како што е наведена во обвинителниот акт и не постојат елементи за такво кривично дело. Одбраната тврди дека со изнесување на факти и докази ќе се обидат да докажат невиност на обвинетите за настаните во Кумановско Диво населје во мај минатата година. Дел од обвинетите пред судот изјавија дека биле дел од монтиран и исцениран процес и дека биле наместени и искористени за политички цели. На 9 и 10 мај минатата година во Кумановската Дива населба вооружена група се судри со безбедносните сили. Во престрелката загинаа 8 полицајци од специјалните и посебните единици на МВР, додека 40 беа тешко повредени. Убиени беа и 10 лица од вооружената група. Од 10 до 15% од компаниите не ја исполниле законската обврска и на работниците не им исплатиле регрес за годишен одмор, познат како К15, покажуваат анализите на Сојузот на синдикатите на Македонија. Сакам да укажам на фактот дека ССМ успеа да го задржи ова право да биде задолжително, а таму каде што имаше проблеми заедно со синдикатите се утврдуваше дали тие проблеми се реални, кои во одредени гранкови синдикати придонесоа да дојде и до намалување на висината на регресот за годишен одмор. Но морам да ви кажам дека тоа беше исклучително мал број предпријатија, изјави денеска председателот на синдикатите Живко Митревски. Тој најави дека преговорите за К15 во јавниот сектор ќе почнат веднаш штом биде формирана нова влада по изборите. НАТО ќе почне со подготовка на мисија во Егејското море меѓу Турција и Грција за да помогне во спречувањето на шверцерите на луѓе кои превезуваат мигранти и бегалци, изјави во Брисел секретарот за одбрана на Соединетите Американски држави Ештон Картер. Изјавата на Картер доаѓа непосредно по јавното барање на 3 земји членки на Алијансата, Турција, Грција и на Германија за вклучување на НАТО во справувањето со бегалската криза со која што се соочува Европа. Министрите за одбрана на земјите членки на Северноатлантската алијанса се собрани во Брисел на состанок на кој главна тема е бегалската криза. Според шефот на американскиот Пентагон, еден нацрт план за ваква операција треба да изработат во најкус рок воените власти на земјите членки, кој потоа би можел брзо да биде имплементиран. Целта на операцијата треба да бидат криминалните организации кои ги експлоатираат овие недолжни луѓе, мигрантите и бегалците и нивните судбини за да заработуваат пари, изјави американскиот секретар Ештон Картер. Во граѓанската војна во Сирија, која трае 5 години, досега загинале 470.000 лица, пишува британскиот весник Guardian. 400.000 сирици се убиени, а 70.000 починале поради недостиг на чиста вода и здравствена заштита. Бројот на жртвите изнесува 11% од населението на Сирија, соопшти Сирискиот центар за политички истражувања. Од почетокот на конфликтот се ранети 1,9 милиони лица. Економските загуби се проценуваат на $255 милијарди.